Почитувани гости, почитувана господја Витон, градоначалник, пратеник, а пред се почитувани млади луѓе. Сега седејќи тука и гледајќи ве, ми се враќаат мислите во далечното минато, за вас далечно, бидејќи вие тогаш веројатно сте се родиле, а тоа е 1992 година, кога јас завршував студии или кога бев студент. Ке се обидам да ви отсликам таа ситуација тогаш. Тоа беше една држава која што се распаѓаше. Тоа беше Југославија, која што се распаѓаше и која што никој не знаеше во кој правец ке трнат работите. Тоа беше време на почеток на војни помеѓу одредените републики од таа Југославија, а јас бев млад човек како вас. Секој млад човек го мача две прашања. Што ќе прави со својата иднина и каде се гледа тој во иднината? Колку е неговата иднина известна и кои се чекорите што треба да ги прави у животот. Тие беа околностите во кои што јас на ваши години ја гледав мојата иднина. Тие беа различни од тие што денеска вие ги имате. На студија имав, јас сум велешанец по потекло, во Велес сум роден. На студија имав на Машински факултет 7-8 другари кои што заедно студиравме, колеги. Од тие 8 само јас сум во Македонија, останатите 7 се во Канада. Тоа беше време во кое што немаше перспектива и излез, во кое што почнуваа, како што кажа, војни, фабриките се затвараа и луѓето си одеа. Во тоа време јас можев да изберам, да го изберам нивниот пат или да останам во Македонија, да се борам и да верувам дека ќе има подобра иднина. Вербата морате да ја базирате на две работи. Првата работа на која што се базира вербата е вербата дека со работа може да се постигне. И само со работа, и со многу работа. И секој успех, јас ќе ви кажам дека е поплочен само со трња, пот, мака и многу работа. Не е поплочен со златни плочки. Ама после тоа иде задоволството дека вие сте успеали. И тоа е нешто што секој млад човек треба да го води. И уште нешто. Не може човек да успее ако не сонува голем сон. Вие како млади луѓе треба да сонувате голем сон. А тој голем сон е дека еден ден ќе успеете. Сега ќе ве донесам во денешницата од тој времеплов, од тоа време и ќе ви кажам тоа денеска како изгледа. Денеска ситуацијата е многу подобра. Војните се застанати, фабрики се отвараат, не се затвараат. Македонија е на прагот да ги реши големите проблеми и да пристапи кон членството во Европска Унија. Ако јас во 92 година сум донел одлука во такви околности да се борам, вие денеска не треба да имате дилема. Треба да сонувате голем сон и да донесете одлука дека треба да се борите. Да се борите тука, да се борите за својата земја, да се борите за своите фабрики, да се борите за своето место во општеството, а ние, како влада, кои што привремено сега обавуваме функции и утре ќе дојдат други и пред нас биле други, ние имаме за задача да ви обезбедиме услови за вашиот сон. Управо тоа што се случува оваа година е обезбедување на услови за вашиот сон. А тој треба да биде дека вие треба да ги искористите мерките на владата, како млади луѓе да ги препознаете, мерките во Фондот за иновативност, каде што имате одредена поддршка, и тоа сериозна поддршка за креирање на фирми. Треба да го заборавите сонот на младите луѓе кои што до сега го сонуваа да бидат запослени во државна администрација. Верувајте, не е тоа предизвик. Предизвик е да почнете да формирате своји фирми ден порано, да почнете да се борите ден порано на тој пазар. Колку порано ќе почнете, толку повеќе ќе успеете. Јас го охрабрувам секој млад човек денеска да почне, да не чека утре. Секоја чекање прави застој и вие сте веќе поназад еден чекор во тој пат. Владата мора да ви ги обезбеди двете работи. Првата работа мора да ви обезбеди да сонот го сонувате во нормални услови. Тие нормални услови се да бидеме дел од европското семејство,
да можете да се движите каде сакате и да се враќате тука, да можете да соработувате слободно со целиот свет, да имате добро образование, да сте квалификувани, да сте конкурентни, да можете да се борите со нив. Вие да можете да се борите, треба да сте подобри од нив. За да сте подобри, треба да сте вредни, работливи и добро образовани. Тоа е првиот предуслов што владата треба да го обезбеди и затоа работиме да ви обезбедиме иднина, ама да ви обезбедиме и добро образование. Затоа се реформите во образовниот систем, затоа се сите политички напори да се приближиме кон НАТО и интеграциите во Европската Унија. Втората работа што може да ја направи владата и интензивно ја прави е да ви обезбеди механизми како вие да го почнете вашиот живот. Затоа сме детерминирале сериозни средства и во Фондот за иновативност, и во сите останати мерки во владата за вработување и така натаму, кои што ги имате. Јас ке го почитувам, времето е ограничено, не можам сите да ги кажам, меѓутоа ги имате и во Фондот за иновативност, и во АВРМ, Агенцијата за вработување, и во другите институции на државата, и ја ве поттикнувам да ги искористите, да формирате своја фирма, да формирате стартап, да почнете да се борите на тој пазар, да почнете да креирате компании. Тоа може би е недостижно. Меѓутоа, јас со мојот личен пример ќе ви кажам дека тоа е возможно. Значи, јас сум почнал како вас. Она што не ви го кажам, во таа 92 година моите родители останаа стечајни работници. Нула приходи. Практично е можно. Ако во тие услови било можно, во денешните услови уште повеќе можно. Јас ве охрабрувам да сонувате големи соништа. Јас ве охрабрувам да почнете уште денеска да ги користите мерките на владата и јас ве охрабрувам да почнете да размислувате како својата иднина ќе ја градите во Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека оваа Македонија има иднина и дека ние сите, со сите чекори што ги направивме, премиерот, колегата Османи веќе ги кажа, обезбедивме да вие сите се чувствувате среќни во оваа држава. Јас тука ќе завршам, ви благодарам за вниманието и сум стојам на располагање за се што сакате.